Денес е четврток. Петок. Како брзо минува деновите. Навикна. Кој е време од денот? Утро. Утро. Добро утро. Добро утро, Кристина. 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 Кристина цела ноќ го трапчи. Не смееш да земаш повеќе од што ти се пропишани. Ќе те убие тоа што треба да те спаси. Меркаво се и дисциплина. Кој ти дозволи да спиеш на пот? Не ги отворила очите со месец и се крие. Не можеш да се скриеш во скривница, Кристина, треба. Ти се испрска мрежата од вентилација, Божо. 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 Видов лебрка од 100 грама. Биди среќна што си во министерска скривница. Кој знае како е на други места? А да станем? Зошто? Да измиеме заби. Европа е мртва. Мртва па? Па и забите нека се Балкани. Кој е? Јаков! Кој Јаков? Уметникот! Каков уметник? Отален! Не те познавам. Да се запознаеме! Добар ден! Добар ден! Добар ден! Утро е. Вие сте господин Божо, господинот Божо книжевникот, министерот за култура. Одамна сакав да го сретнам човекот задолжен за мене. Вашите книги ги читав, вашите книги како школска лектира, господине. Пишувате за слободата. Како сега гледате на светот, што пишувате сега, господин Божо? Значи, едва стигнав до вас. Оде една цевка, во уште една цевка, па уште една цевка, плюс испрежнување од стражи, тотален хаос. Законски е забрането движење низ ходниците. Јас и законот не се земам сериозно. Очите ти се црвени како крв. Посада. Не си ја исчешло од 100 месеци ноктите. Орловски, младичу, што правиш се сега? Се поднесу. А вие сте му сопруга, така домакинка предпоставувам, затоа што сите жени на книжевни министри се домакини. Критичка, да? Кристина, балерина. Душичка, ги затворила очите. Депресија, логичен производ на ваква родителска комбинација. Возбуден си, младичу. Законски ти се пропишани амчина за смирување. А, не ги земам, сакам да знам колку су немине. Што работеше ти? Си учам за студенти. По психологија, по политикологија, по историја на уметност и по глума. И што заврши? А што може да се заврши од све животот, Господин Божо? Еве ти ортак, Кристина, уметничка душа. Вашата сорта не се трезнеше. Прдеше кај ќе стигне и со кого ќе стигне и прдеше со силот нормален след. Требаше навреме да ме превртиме на скара 5-6 пати, па со промиче и тенок шприцер. Вие сте гнили однатре. Божо. Во моето село секои 3 дена шукаше камбана, зашто умираше дете. Божо. И добро е што е така. Се што е болно нека умре веднаш. Божо. А не лечи го, залечувај го со инекции, па потоа главата да му нарасне, телото да му се исуши плюс травми од детството равно уметник, па потоа не знае што да прави со него. Вие имате изедено повеќе шеќер отколку јас след, ама сега пукна тиквата, сотрени се милиони, сега нека преживее комунистичка. Браво, господине Божо! Браво, господине министер! А вие размислувате како бакал. Но јас дојдов кај вас да ја барам суштината.
туфаха се Што е тоа? збор, кој досега никој на светот не го изговорил. Ти го подарувам тебе. Уште да значи нешто. Може да било што, господине. Хајде, например, така се викале апчината за смирување што ги земале поданиците на Месопотамија пред распадот на суверската цивилизација. Едно време со закон ги држали луѓето трезни, а сега со закон ги доминираат. Апчина, апчина, ручек, апчина, вечера, апчина. Тоа се привремени мерки. Разбира, и шумерската цивилизација била привремена. А нормално ние тие мерки ќе ги укинеме кога ќе помислам. Оди да спиш. А кој е ли дека сум буден? Ове сета нација е под анестезија. Тиши да се контролира. Първо, така никой нищо да не чуе. Е, тоа пепело ќе го плашиш. Опа! Значи само уште јас сум проблем, така? Се друго решите во државичево, остана да се реши само моето прашање. И што ќе ми направите? Ќе ме затворите повеќе од што сум? Ама сега! Сите сме заковеници! Е така, не. А што правите вие, господјо Параскева? Господјо Параскева, што правите? Изјавате пред себе, чекате да дојде време за спиење. Еве, например, зошто не земете, господјо, да си прочитате нешто, господјо? Ало, господјо? Господјо? Господјо! Велам да прочитате нешто добро и да се читате. Немам концентрација. Од апчињата немам концентрација. Е, па престанете да ги земате. Па да нема мир. Нема мир. Нема мир. Нема мир. Нема мир. А и што има да се чита, Божо? Во право сте, господјо, мажот ви веќе сте го прочитале. А ти дојде да ни кажуваш како да живееме? Куда најде? Ти постојано ги тераш луѓето да бидат живи, а нив им е толку дома што се мртви. Со кој право бе? Со кој? Мислам, простите, господјо Параскева. Ситуацијата е смртно сериозна. Ама јас сум шут од народната традиција задолжен да направи солена шега ноќта кога се бдее на спокојникот. Крварам. Ми се распаѓа утробата. Останувам дека сум крутна. Раѓам недоносени деца, деформирани, плашила, секакви инвалиди и тоа не еден, не двајца, цели 4 армии, бришани простори со неупотребив човечки материјал. Не. Ништо не ми кажувај. Не ме интересира како ме доживуваш, дали се чувствуваш, не сакам да комуницирам, само гласно мислам. Чувај ме. Кому му се обраќа? Утеши ја, Јакове. Како? Па ти си уметник. Направи смешка. Малку дишите, малку склепови, зглобовите на носите, зглобовите на рацете, вричење, ај на здравје, душичке, заминувам на работа. Пријатно, ме слушаш? Начувам на работа, твика. А ти, не заборавај, изметија куќата, наради ги мачката канаринец од децата, направи ми ручек со салата и десерт, ондулилај се, намачкај се, наперфемирај се, стави ги црните чорапи за да ти го помогна, да одзематам од работа. Ево, случајно нека да се пуштила куќи, ме слушаш? И ту пошта ми туку инсталатор. Се смееш, ај сигурно е една. Значи, ти знаеш нешто од мене, а? Е, што ти интуиција, господин Божо, значи ова, што мислиш на сперма не е од мене, а? Е, тогаш останувам тука, да видам кој тебе ти прави визити. Браво, смале! Доста таму! Господин Божо, овде е толку тесно што нема таму. Се е тука. Не? Обседнат си со секс. Да. Времето бара општо воздржување. Не, времето им помага само на фригидните. А мене ми тече сперма низ души. Се фалиш? Ами да се срамам. Срами се.
Видите, господин Божо, јас немам никаква потреба од граѓанска пристојност. Ова, што се уште ве условувам со господине, нормално е со еден благ вкус на иронија. И не верувам дека нешто добро, чудесно ќе се случи со мојот живот. Абе сега ти делаво 3 пички мајчини. Ова е премногу. По право сте 2 пички мајчини. Се, Шотро, го кршиш законот, го нарушуваш редот и мирот, не деморализираш, ги навредуваш нашите најплавоци патриотски чувства. Само гнијот придорно! Ама ќе ви пакне со години, ако ми дојдат години. Ама зашто се кајам, господин Божи? Ајде да се спим. Ајде, можам татко да ти видам. Па ми дайте ми татко, мамо! Ајде, избегувај надвор, губи се! Владичу, се смееш, а? Светот не е онако како што го познаваме. Владата со огромни напори ни дава храна и вода. Секој ден е прашање на живот и смрт. Што сакаш од нас? Да правиме театр овде? Да се одесуваме како невротици? Со заедничка трпеливост и договарање, ова неволја полесно ќе ја совладаме. Ова неволја не се совладува со трпење. Колку сте со седативи, значи не знаете што зборувате. Светот пропаѓа од ваши честити и лојални граѓани како вас. Да, јас сум честит и лојален граѓанин на оваа земја. Повелете на верандата. Таму ќе имаме мир. А и воздухот е почист. Поради фонтаната. А езерото не е далеко. Чајот јасен. Тоа се слави и каринките да. Шеќер. Само 6 ладички за мене. И не го навивај толку сад. Не сме да застане тоа во семестр. Ама ќе пукне федерот и веќе никогаш нема да проработи. Се уште има снег на планините. Високи се, изворите се врзи, имаат паста рука. Ќе одиме напролет, ќе ги засукаме ракавите, нозете во вода, па плас, плус, плас, плус. Се губи. И доаѓа на бранови. Сонува по-добро утре! А што правите вие? Ја терате да биде примерна, дисциплинирана, редовно да пијавчина. Зашто тоа да ги отворочите, а? Кој си ти, човеку? Некој врховен судија? Кој те викна овде? Не чекам веќе официјални покани, го земам она што ми треба. А што ти треба? Она што го земам. Се уште имам глас. Запалете ме, ајде, запалете ме, господин Божо. А пепелта прелете од манастирот Свети Камел во езерото. Е сега да душа манастирот срушене, езерото го нема, ама и тоа е нешто, така? Обседнат си со смрт. Сакаш? Затоа што сум жив. А вам ви е сеено, луѓето копнеа да умрат. Осмоците копнеа да станат гимназијалците, студентите да се вработат, да имаат деца, стан, да се пенсионират. Пенсионерите копнеат по здравје, а сите копнеат да умрат за повторно да се родат живи. Не летај! Јас сум 10 метри под земја. Јас морам да летам за да останам на површината. Излегој надвор, губи се! И затвори го капакот за да нема пробев. Мам закажано ке фризерката, косметика и депилација. Стани, Кристина, и отвори ги веќе една шапчите. Не се сеќава како се отвора. На слободата мора да се сетиш. Од пишаното не се бега. Јас сум слободен надале. Она што ми е пишано, јас ова го пишам. Ова е подмерното. Тогаш отвори ги очите на Кристина со уметност, драги мои. Ајде.
можеше да организираш градска герила. Евака можеш да си организираш само едно приватно, скромно самоубийство. Јакове, те обвинувам за противдржавна дејност. Што не ти е јасно? Се буниш што луѓето се затворени, ако ги пуштиме надвор ќе се задушат. Слободата во овие услови е возможна само во затвор, диалектичка спротивност. А ти си научил некаде дека уметниците рушат затвори, па и ти ќе рушиш. Што ќе рушиш, бе? Идвам по вашата глава! Значи отбивам да ви дам жив по инерција! Отбивам да стишам на шкрги! Отбивам да клечам како јаве пред јутриот ден! Како прафер! Не може! Отбивам да шетам до тревата враце! Да гледам како нестручно ме оперирате! Лецум! Уцетната класа! Лесокам! Разум, волја, одговорност! Какви фрази, каков додаток на скапотија! Слободата за која владаше литературна измислица, таа постои под контрола само уште во театрите и јавните куќи. Инаку се истребува како заразна болест. Луѓето копнеат по сило, по смрт. Луѓето сакаат леп и солни помошност да не јадат ќотек. А ти сакаш да ги намашкаат лицата со боја и да играат реколни игри. Абе си има правила тука. Овде сум да го најавам дуплото дно. Какво е дупло дно? Не знаете? Возрастни луѓе. И сега како да ви објаснам вам, кои што признавате одговори со да и не, кои што волите ги делите на црна и бела, а луѓето на пријатели и на непријатели. Секунам, во верата совест и честа, дека ќе работам на ослободувањето на духот со сите мои сили и средства и дека никогаш нема да ги предадам тайните на револуционерното дело, а во случај тоа да го сторам, да бидам убиен од ова кама и ове револвер што ги бацувам, секој едно е дуплотно! Јакове! Јакове, земи го со себе!
пасија во еден став. Ете, ја прочитавте твојата пиеса како што побара, задоволен си? Сакаш да јадеш? Не си жире. Па тогаш, благодариме за посетата. Ајде сега оди моменталниот завод и се ќе биде уред, добро? Договорено? Да, таму дека те нема? Божо, веќе не нападна. Господјо, јас сум луд, ама не сум ненормален. Моето Добре. тело е контролирано. Ајде уди сега, да не се караме. Прочитавме што мислиш за нас, доволно, што се кажеш? Кристина, седи. Јади, Божо. А зошто действието во твојата пиеса се случува во далечна иднина? Действието веќе одамна не се случува. Кристина, не зборувај му и не гледај го во очи и јади. Зошто пишува точно за нашава фамилија? Тоа сакам да прашам. Ве гледав за време на вашата куртоазна посета во улицата. Татко ви имаше литературно читање, вие игравте балет, а мајка ви трепкаше со очи. Во библиотеката има 200 примероци на неговите собрани дела. Татко ви е фабрикант на сапун, народен книжевник, културен споменик во градот, а јас сум пациент во заводот кој почесно го носи неговото име. Па за која фамилија јас треба да пишувам? А зошто во пиесата пишуваш дека си уметник кога си лудак? Па која е разликата? Што си болен? Психоза шизоафектива, со присутни аудитивни халуцинации и нагласена депресивна компонента. Се бавам со суштината и суштината ме испече. Јас сум измислен. Да, јас сум измислен. Сите сме измислени, Како сите! измисле никога постои? Измислени за да Кој постоиме. не измислил? Големиот драматичар, некои го викат Бог, а ние сме само ликови во неговите пиеси. Пишува многу лоши драми. А кои улоги ги играме ние? Вие сте чували на еден мртов свет, што го сметате за конечен. Јас ја отворих својата улога, му го свртив грбот на големиот драматичар. Зошто да бидам само негово ехо? Зошто да бидам само негова сенка? Се спорив со моето туту. Како и јас да излезам од драмата? Напушти улогата што те треба да играш. Играј она што ја сакаш. Светот го покрива снег, Кристина. Облечи се гола и направи дупка во снегот со топлината од твоето тело. Кристина, седи. Јади, душо, а ти, боси, ќе наставиш. Лакаше Москва. Во јануари. Чекај, ти го познаваш Миладинов? Да, Миладин. Москва, јануари. Чекај, колку години можеш да имаш ти? Миладинов умри 1863. Трета. Сега сме 1949. Па каква улога играат годините? Јас сум измислен! Сите сме измислени! Го знае Бакунин, анархистот, човекот 6 месеци лежеше врзан со стингери во Швајцарија, уште 7 месеци во Сибир. Страстна нарушение е творечка страст. Волт Уитман ми читаше порнографски песни во Бруклин со Артур Рембо. Пиевме апси во Етиопија. Стасав до нешто што е повеќе од минливост, ама сами што не е вечност. Ајде бе! Ајде излегувај надвор! Губи се! Тоа е реплика од пиесата, чудно совпаѓање. Нема веќе чудни совпаѓања, драга моја. Се е ова подла измислица. Денес напишал текст, утре ќе ни закачи нож во грбот. Се што започнува со литература, завршува со крв.
Уопшто не ме фасцинира. А што се однесува до провокацијата? Провокацијата се разбира дека ќе ја вратам. Врзувам лабаво. Јас сам простор дека можеш да побегнеш. Ти, таа можност не ја користиш, јасно ти е, уметник си. Најдобро е да си брзан. Така можеш да ја сонуваш слободата. Ако побегнеш ќе се изгубиш во големиот свет. Вистинската слобода ќе те парализира. Како знам? Знам затоа што многу патувам. Еве, јас и Божо го пропатувавме целиот свет. Последно бевме во Египет, Да, Иран, во Персија во Персија бевме. Извини. Остане си најдобро овде, да си се триеме. Барем си се знаеме. Како стари пари. Мајка ми ме одучи да мочам богаќи. Ми даде еден ден во раката лажица. Ми даде лажица во раката и ми испрати кај соседите да земам сол назаем. Отидов, не знам што се договорила со нив да направат кога ќе се појавам. Тропнав на вратата, так. Отворија вратата, ми ја зедеа лажицата и почнаа со неја да ме удираат по главата и да викат: "Ти си таа што моча богаќи! Дали си ти таа што моча богаќи? Ти си таа што моча богаќи? Дали си ти таа што моча богаќи? Ти си таа! Ти си таа! Ти си таа! Ти си таа што моча богаќи! Дали си ти таа што моча богаќи?" Не ми дадоа сол. О, мој си. Цврсто те држам. Јас се стварам ерекција. Немој да се лажеш дека ти доаѓа од Бога. Погледни. Немој да преташ, можам да те скопам. Зашто тебе да правам великомаченик? Можам кога сакам.
магерца Кристина, која можеше да заведе било кој конзум. Кристина која зборува француски и грчки како мајчин, Кристина која везе Гергефијаде од сребро, а татко и тргува со камери по Африка и по Азија. Јас сум нормална. Нормална сум! Кристина! Јас се плашам дека ќе полудам. Ќе полудам! Овие тресот рацете. Црвенеам без потреба, имам мртоглавици, не можам да заспиам, ми чука срцето, се плашам од страх, се плашам од живот, од мртва природа, од домашни животни, се гушам, не можам да земам воздух, ми бучи во ушите, има некој во мене, ме тера на спиење, ме тера на молчење, мозокот ми се лепи за черепот, правам со денови исти движења, не правам со денови никакви движења, сега сум главица зилка. Вие сте ги забележали овие симптоми кај ќерка ви, господин Божо? Знаете дека се заклучува во соба, игра балет и удира од ципоци, или не знаете дека е жива? Господине Божо! Што треба, господине Божо? Прашање на место. Заповедете, господине Божо. По жаргонот на мојот школски другар, тоа значи треба ли некому да му го скрши рбетот со пендрек? Мога ми издадете наредба, господине Божо. Кој нареда да ме убиеш, ќе ме убиеш. Да. Нема да те мачи совеста? Не. Значи си убил човек. Сум убил. Па не ме мачи. По наредба? Без наредба не можам ни мравка да згазам. Ако утре ти наредат да си ги убиеш децата, знаеш зашто сум затворен во лудница? Не. Сакаш да знаеш зашто затварат? Не. Значи не те интересира дали навистина сум луд или не? Штом си во лудница, луд си. Зошто малку не размислиш со своја глава, нове? Зошто? За да сватиш што навистина се случува околу тебе. Зошто? За да ме затворат и мене? Најдобро е цел свет да е еден голем затвор и да нема внатре и напред. И секој да внимава на секого е така јако веќе биде мир и да ги укинат сите книги, да остане само една книга на светот да се чита. Например, Црвенката! Јасно е, се знае! Волко се флото! Црвенката е! Јасно! Господине Божо, јас не зборувам за вас, господине Божо. А вие сте вредност и исклучок, господине Божо. Го водите литературниот кружок, ја собирате младата интелигенција, држите предавања за револуцијата. Производството на Сатурн, господине Божо. Местото на уметникот. Денес. Вам кавата. Долу, господине Божо. Еве, нека остава. Се извинувам. Една ваша книга да се чита. Господине Божо, ова министре. Господине. Ове, а зошто не твојот теп го заврши? Работа. Знам, ама веќе 6 години работиш, нове. Хајде да се кладим. Ајде бе. Ајде да се кладиме во што се да се кладиме, а? Имам еден златник. Тајде. Значи твој, Да? ако не се занишеш, со затворени очи, јас ќе се обидам да те турнам со прст. Значи, ако ти победиш, јас тебе е златникот, а јас ако победам, јас тебе ќе ти го гризнам убото. Може? Господине, Ама не баре сега да се... абе може кога ти велам јас. Може.
позитивна пракса. Затоа си блудница. Господине фабрикант на сапун, господине подпредседател на општина, господине председател на друштвото на филателисти, откаде на вашата зрела фаза толку образа, кој да луктине там? Ако веќе се замислуваш како писател, научи се да пишуваш! Дуплорно, каква е оваа глупост? Кому е ова потребно? Одбери некоја популарна тема од селскиот живот, нешто за ослободување од робство, нешто што ќе го подигне народното дело. Одговорноста на уметникот е да просветува. Вие не разликувате ден од ноќ, ако просветувате народот, јас сум народот! Од денес ви забранувам да пишувате за мене, од денес се застапувам сам! Ако некој треба да ми суди, ќе ми суди историјата, не ти! Јас само предам на вас, историјата ќе ме посади! Повлечи ги зборовите. Сега можам избор да не кажам, ама не можам да ги повлечам оние што сум ги кажал, но тоа можете вие сте нов, мртво киво, се е како во мојата драма! Ништо не е како во твојата драма, се е како во мојата стварност! Во верата совести честа, дека ќе работам на ослободувањето на духот со сите своји сили и средства и дека никогаш нема да ги предадам тајните на револуционерното дело, а во случај тоа да го сторам, да бидам убиен со вакама и овој Веромир да ги бацува од секоја една ето мода! Јакове, сели ме до себе, Јакове! театарска пасија во 2 сата. Што и да кажам, и личи на она што овде веќе го кажа твојот лик со моје име. Ти си уметник или лудак? Револуционер. Како? Тотален. А ова што го прочитавте е обвинение против вас. Дојдов да ви судам, воен суд, скратена постапка. Духовите? Колку се може. Сме се сретнале порано? Бев на едно ваше литературно читање, славевте 1000 годишница творештва. Поставив прашање, ми избрка банална случка, сигурно не се среќава. Каде, го знаеш нашето семејство, не сме биле на никаква куртуазна посета во Лудница, сакаш? Прочитав репортажа во списание за вашата семејна идила со фотографии на наставниците. И тоа е причина да не малтретираш. Тоа е повод. А причините се сложени. Младичко, ај надвор. Немам каде да одам. Нема каде да оди. Кристина, донеси чаша вода и чекам. Ой, жива ми сирка на Зошто жива ми сирка, Кристина? Реков, донеси чаша вода и чекам!
Teroristički propis. Bravo, Ana, майката. Мислиш дека е на твоја страна? На ваша не, а на нечија сакава некој мора да биде. На чия страна сме јас? На никаква. Вие не знаете како е да се биде на некаква страна. Јаков нас не смета за власт, а себе си за уметност. Се шегуваш со опасни работи, младич? Шегувањето со безопасни работи, господин Божо, е ласкање. Смеем јас нешто да... Не смеете. Опа! А што има да кажете повеќе од оно што веќе јас го кажав во мојата драма? Не разјаснив подобро од самата себе, господине. Требаше дрвен чекан, Кристина. А и водата не е истечена. Ајде сега, биди така љубезен и веднаш напушти ја куќата, да не се расправаме поинаку. Прво, без уметник, бе презирав од далеку, мислев дека е доволно. Потоа паднав во депресија и лудило, сега преземам радикални мерки, сега ја преземам власта, смрт на бирократијата, особено од уметничка провиненција. Ти си луд. Од уметник, плюс револуционер! Станувај! Станувај! Сани! Е сега, ако сме доволно сконцентрирани, да почнеме! Господјо, Ќе почнеме, господјо! Например, со вашите книги. Значи си ги читал. Значи сум ги читал. И? Добре! Тоа го заклучи од едно читање? А ти мислиш дека ги дочитав? Каква литература сакаш? Хомер, Данте? Читам само живи писатели. Зошто? Сакам да знам што пишуват за мене. Нема ништо! Дама еден Данте. Знам, со својата универзална порака ми се обраќа и мене. А зошто живите писатели не им се обраќат мене, туку на читателите од Данте, додуша вие, не ми се обраќате на луѓ! Секогаш си вака жестоко искрен? Само жестоко ме доживувате. Навикнати сте на јазик кој не говори ништо, на луѓе кои што кажуваат сишто, а ништо! Јас се извинувам, сакаш да кажеш дека мажот ми е вол. Параскева, престани да ме браниш! Добро. Кристина, кажи ти нешто. Кристина, кажи ништо? Нешто. А сигурен си дека добро ме познаваш? Не морам да изедам лепешка за да знам како мириса. Значи го кажувам она што го мислам. А се потиш нервозен си? Да! Други на твое место не го признале тоа. Јас ги тренирам мојот дух и моето тело да не се потат во ниједна ситуација. Ништо не ја заслужува мојата пот. Еве, имам цела теорија против потење. На тоа сведочи вашата сува литература. А дали мислиш дека за пишување се потребни мадиња? Моите ги користам за други потреби. Не сум писател. Си напишал драма. И вие сте напишале 1000 страници, па што? Сите романтични гении умреле до својата 30-та година. Треба малку да побрзаш ако сакаш да го фатиш последно. А кога вие го испуштивте вашиот, истовремено сте прозаист, лингвист, драматичар, критичар, а сте на прагот на функционална неписменост. Јас се извинувам, ама што значи тоа функционална неписменост? Писмена неписменост, господјо, најтежок вид на неписменост. Престани да се мешаш, Параскева! А, не, ајде, мешајте се, господјо, направете малку губор во нашата кадра. Кристина. Заколни се, дека ќе кажуваш вистината, само вистината и ништо друго освен вистината. А Господ да ми помогне? Сум атеист. И нема да имам други атеисти освен тебе, а. Значи признај, дали си ги прочитала книгите на татко ти? Ги читам. Дали си ги прочитала? Кристина, погледни ме, Кристина, имаш Кристина! лични примероци со посвета. Кристина! Не! Благодарам! Супер! Веќе нема прашања. Предпоставувам дека има луѓе кои не ме ценат, но дека има луѓе како тебе кои таа омраза се претворила во патолошка страст, тоа не можеш ни да замислам. Не смеј да кажеш, не сум писател, случајно напишам, не сум одговорен.
А зашто и вие не го сторите тоа? Зашто цел живот вашиот опус го браните како мало дете, ама сега луѓето се или неписмени, или писатели, или двете, немате една практична мисла во главата, а ми докажувате дека водата е важна. Ајде, признајте, половината ви се прости. Ја се извинувам, ама за неговата литература каква е таква е, тој има поинакво. Доста престани, Параскева! Извини Боже, ама е ова навреда за мене лично. Значи, јас сум за тебе лош писател, а? Политиканцо твоен морал, кој држи политички предавања и академии. И ти мислиш дека со овие 50 страници инфантилен цинизам ќе размишеш мојата функција и мојата позиција? Што не ја свртиш малку работата од другата страна? Погледни работата од другата страна! А мислиш дека огромните функции и одговорности мене не ми се да товар? А некој треба да го понесе тој товар. Зошто не помегнеш во таа работа? Зошто не понудиш соработка? Таа е и твоја битка! Еве тука соработувам. Не, ти не гледаш перспектива. Не веруваш во утре. Имам известни надежи, ама дури отзаду. Мислиш дека е лесно да се стави рака начело шало кон вратот и да се заплови во велк смерт, во карасевдак? А што е тешко? Да се стави вратоврска, да се пишуваат рецитали, ама секој пиен боен е подобар од колку трезен професор по филозофија. Ти мислиш дека си филмска звезда, а? Се огледуваш по износи додека одиш по улица. Мислиш дека сите треба да се огледуваат на твојот пример. Како не сваќаш дека улогата која глумиш ти е потурена? Се она што мислиш дека е твое слободно сваќање е само слепо сваќање на она што другите ти го нудат. Нудат мене разни работи. Не е дека не. Сите кревки, наивни, избунети романтичари зборуваат како тебе. Зад бунтовни фрази го кријат своето неснаоѓање во светот во кој живеат. А светот е направен од ченик. Светот е прич. Систем од жилети. Во него ти без мене ќе си сечеш за 3 секунди. И се додека јас сум онде ти се обидуваш да останеш таму. Ти немаш свој автентичен живот, да ти си моја платена опозиција и истовремено ме осудуваш на смрт и бараш помилување од мене. Браво! Браво, господине Божо! Се е театар! Подобро глуми оној кој подобро лаже. Јакове, ова ќе ти се освети. Знам, господи. Не, Јакове, не знаеш. Ја знам дека не знаеш. Јакове, не знаеш што говориш и не знаеш што правиш. А вие, господи, вие, Божо. господи, знаете што правите, господи, вие знаете што зборувате, господи. Јас сум наред. Да, вие знаете што правите, вие знаете што зборувате. Хајде си го одговарайте. Зошто сте жива, господјо? Како зошто сум жива? Со кое право ти мене ме прашуваш зошто сум јас Со жива? кое право вие не знаете да ми одговорите зошто сте жива? Одговорите! Живеев за уметноста. Опа! И вие? Да. Живеев за убавото, живеев за музиката, живеев за театар. Така. А кој ви дал право? Мислите секој смее да ги сака уметноста и театарот? Ајде сега сите има да ги сакаме уметноста и театарот! Ама тоа мора да се заслужи! Вие си играте култура! Мислите таму на најмал Копрски! Утре мамај! Село без кучиња тераш! Забранувам да ги сакат уметноста и театарот! Јасно! Да, јасно, Јакове, јасно. Ајде сега да ми дадете еден пример Како пример? за таа ваша љубов. Божо. Уметноста седи тоа. И кон театар, Што сакаш, Јакове? значи ако сега дојде крајот на светот, Господјо, Кристина, и само вие останете живи и дојдат некои мали зелени, за каква уметност вие ги изборувате? Божо, направи нешто. Кажете! Божо, направи нешто! Божо, направи нешто! Господјо, одговарайте сако нешто! Што се случи, Јакове? Песна, рецитал, било што, Господи. Не знам, не Како? памтам. Не знаете? Не Ами памтам. цел живот, господин Божо, ве влечка по култура, така? Има да ми кажете нешто! Дали, Господјо? Господјо, Да, дали Божо. ја знаете песничката Ав Шаркова? Господјо, Да. дали ја знаете песничката Ав Шаркова? Ај, Ајде, Господјо. Повели. аф,
Шарколай, аф, Шарколай, аф, Шарколай, О, душичка. Ти си танчка муча богати? Луѓе Божи, еден стих. А театър, другар Божа? Защо театър, другар Божо? Затворете го театърът! Домовите на културата! Затворете се! Нема театър! Нема уметност! Ясно! Сега има да разложиме нашата провинция с лист на суставни делови. Има да ги излупиме нашите лъжливи глазури на она, що ќе остане от нас. Ако не, ще остане, ако не, има да измислиме. Тръчай! Абе, тръчай! Тръчай! По кръг! Защо? За да се изплатиш! Тръчай! Nemoj, Jakove, nemoj! От предистория до денес. Абе, Илиада има да му види пролог. Има напишено цели 24 стиха. Не пратиш ти ме? Не слушаш? Ама тер авион, добра. Слушай, да ти кажем нещо. Не слушаш? Нещо е негово. Значи, слушай. Никогаш да не го завършиш. Да, ме разбираш? Така ти се останеш млад и вечно надежда. Ами що има ти да бъсваш? Има прави да побараш награди, конкурсни награди, пенсии, национални пенсии, награди, пенсии, награди, ясно ти е? Да. Сигурно? Нищо не ми е ясно. Господине Божо, пред некой ден някой ми дойде дома на вечер, Господи Параскева. И аз гледах телевизия. Го прашах, що сака? Мълчеше. Потоа стана, ме погледна в очи и рече: гледаш телевизия? Леле, майка ми кога се възнамери, Господине Божо, не знам що да я обяснам, Господине Божо. Сега, драг колега, айде да ми кажеш на сите, защо толкова се пикаше во мене, дори студиратле. Ау! Съгнуй! Защо? И аз кажував, що знаев Якове, нищо не измислував искрено. Тие и онака зная се. Кой знае се, що знае, кой знае? Сие, Господи, ама тие не са. Що знае, Якове? Що знае? Ай, чите.
држи предавања на студентите во паузите меѓу часови. Јаков доаѓа на факултет со гасмаска. Јаков демонстрира со глад затоа што клозетите се нечисти. Јаков прекинува собири на студенти со неумесни упадници. Јаков екстравагантно се облекува. Јаков пред породилната болница вика на трудните жени да одбијат да родат деца во ваков свет. Јаков егоманијак. Јаков лесно склопува и растуре пријателство. Јаков театар го допре дното. Јаков пишува по зградите пароли: секое дно е дупло дно. Браво, Верано. Браво. Ајде сега кажувај звука. Ама, звуката кажувај! Точно. Прво писател си, а второ да не кука. Ајде. А, Б, В, Г, Д, Đ, З, И, Грешка. Грешка од почеток. А, Б, В, Г, Грешка. Од почеток. А, Б, В, Грешка Г, од почеток. А, Б, В, Грешка Г, од почеток. А, Б, В, Г, каде грешам? Зошто мора да знам азбуката ако сум писател? Во право си! Во твојот случај и не мораш. И уште јас останав. Како ќе ме просветлиш мене? Ти си добар уметник, Кристина. Не знам. Тоа се чувствува во утробата, Кристина. Добар. Ако си муж, не си ништо, Кристина. Ако си вистинска балерина. Ти играш. Без раце, без нозе, без музика, без рефлектори. Нема не можам, нема не сакам, за не сакам лудницата, не можам затвор! Сега, разви се во пеперуга, ларво моја, и внимавај да не скршиш нешто играјки. А сега, дами и господа, нашата талентирана Кристина Балерина има да изведе рецитал под наслов Кој сум, шо сум и што треба да направам за однапред. Ајде, Коконо, ајде, ајде, барај, барај, Коконо, барај, барај, барај! Ultralevичар терорист! Тука си десница! Крајна десница фашист!
мислеше дека така треба, мислеше дека долго ти е. Ова е твојата представа за револуцијата. Пеколен коктел од уметност, анархија и младешко лудило. Атомски скривници во игнина и лудници во минатото. Каде е тука хуманистичниот ангажман? За уметникот нема поголем идеал, поголема мисија од службата на народот. Отворени се сите благородни извори на инспирација, а тие од нив црпи само фантомски измислици, црновели плакати, памфлети, алегории. Така може секој, така можат сите. Зборувате како митолошки бог, а вие сте само дјавол што му скокнал на Бога нагрб и го вози како двоколка. Обе ќе ве излупам од Господ, ќе ве истружам како загорено тесто в тенџера. Сите цркви се лажни, само верата е вистинска. Вие сте лесно возбудлив поет. Шетате навечер со рацете в джепи, го дразните вашето мало курче и ни кажувате какви ставови имате за светот. Ама ќе го земам вашиот свет. Ќе ги испразнам водите, ќе ги ставам в планините на ливно место. Еве речва Пацифик, ќе ги стукам со цвета флора и фауна и ќе ги опрвам меѓу два прста како мрзул. Ништо не е како во твојата драма. Се е како мојата стварност. Сега, ќе вериш сега? Во какво дупло дно ќе се подиеш сега? Дупло дно е подруго главата. Таму ги криеме сите наши дупли планови. Таму е јасно колку мразим. Таму е нашиот мрак. Нашиот пораз, нашата суета. Таму сме грдни. Без мидери, без вештачки виници. Меѓу тој отпад во нашата глава скриени седат нашето достоинство, нашата слобода, нашата човечка вистина. Сите цивилизации, сите држави имат такви дна, никој не ги чисти. Портите на дуплото дно се крстат со глава, со психоза артистика, психоза шизоафектива и психоза револуционарија. Историјата на светот. Историја на дуплати дна. Еден ден дното и дуплото дно конечно ќе се спојат. Она страшното што го гледате во гледало. Што се гледате себе си. Тоа е дуплото дно. Она страшното. Кога се гледате себе си. Во гледало. Тоа е дуплото дно. Дуплото дно. Ништо.
дека ќе работам на ослободувањето на духот со сите мои сили и средства. И дека никогаш нема да ги предавам тајните на револуционерното дело. А во случајот да го сторам, да бидам убиен од ова кама или овој револвер што ги бацувам, секој едно е тупло дно, секој едно е тупло дно.